Еве ни го и Крапверк. Се слушаме? Не слушаш? Да, мислам дека Да. добре. Одлично. Живе јадам со чај. Честни се А, јадам. чекај ја пивце да земам. Ќе зеам и јас, само си направив, викам, ајде и чај еден. Така да, да зеам, уствари, чекај, ќе ми се олади или чајот, или ќе ми се стопли пивото, биото така. Ништо, ја идам одма доаѓам. Како си, Бен, добар? Ова дека снимате, ман нека си правам муабет со две празни столчиња. Еве ме. Се слушаме, се гледаме, добри сме? Јап, ти добар? Аре бе, еве брат, го слушав на Пиколомини албумов и на Телемама и добар е. Многу е добар. Ептен. Фала ти за препорака. Еве со дзидарско. На здравје. Ајде, на здравје, дечки. Вака само да го зумнам ова. Каде си ја спремам и листата до мене? Да, листата. Јас успеав да ја подредам некако. Со колку испадна на крај? А види, имам 10 спремно за сеа. Вие идете со 20, така или како? Ја. Ја проблем ми на 20, Јас имам 20. Гледа, јас немам 20, требаше да направам 20. Нема врска, пошто нели 10 реков ми, не ни се потрудив за другите 10 да ги наредам. Јас имам, значи си имам 20, ама можам да скатам. Не, скроз терете вие со 20, јас ќе терам со 10. Слушај, значи ако сакаш ние можеме и после тоа да додадеме јас и Ивица. Види, мене ми е сад спойлер да ви направам со листа, тука ја гледам. Не, да ја не мислам, окей. Добро, без спойлер. Па, нешто, ајде, тоа ќе почне баш нека со твоите 10, па ќе видиме како иде. Ајде така, значи Да почнам со моите 10. Па, Значи, окей, дидам од 10-то место, може? Окей, на 10-то место ми е Мизар Кобна убавина. И албумот ми е избран за што ствари ми е онаков првиот сериозен контакт со Мизар. Во смисла на као кој искочи албумот 2005 или 2005 мислам дека. Да, 5. Однака сконтав низ години уствари дека не сум бил доволно зрел за да ги сконтам тогаш претходните нивни ствари. И Кобна убавина онака баш беше она entry level Мизар. За мене некако го имам утепано од слушање и од сите албуми на Мизар, овој ми е онака најслушани, најомилени сите други ствари. На ТБ Трачери Купиме ми е на 9-то место. Кул. Кај мене е на 20 за жал, ама дефинитивно е феноменален албум. Да, значи Купиме го имав на едно CD оригинал, што песните му беа измешани цели, така беше изрежано и сега, знаеш, имаше као буклет со текстови со све, ама редоследот беше онака скроз рендом и знам го рипував онака на компјутер, не може да го слушам, ме нервираше така да го слушам. Океј, следно ми е... Пошто не знам дали ќе си кажам, причината заради која Купиме, а не еден друг, е затоа што има една песна која што мислам дека е една од најубавите македонски песни, а тоа е Ке те најдам. Да. Многу добре. Таа е Evergreen што никој не го смира, али за мене тоа е ремек дел. Мене таа ми е во кај ја ставив, мислам, тука во топ 10 песни, во топ песни или не? Да, стварно, кул. Топ 13 место ми ќе ме најдеш иначе. Јако. На 8 место ќе продужам. На 8 место ми е Сафизам. Се мислев као да го уклопам тука у листа од 10 ми едини рап албум од причина што е 20 години стар, е уште некако релевантен и звучи свежо и само за Сафизам мислам дека тоа ќе биде уште толку време така. Да. За жал. И така да некако тука го уклопив.
што за сафизам нема што многу да збориме, тоа е онаков. Ќе се појави пак, убеден сум. Ќе се појави, да. Cool. Седмо ми е Верка моторни песни, се мислев меѓу моторни песни и првиот, тој третиот некако не го сметам за истиот мен. Првиот има чудна продукција, нели ви кажав баш пред некој ден конкретно за Верка и моторни песни ми е онако целина и ко концепт преако, еден од најдобрите не еден од најдобрите, најдобриот македонски метал албум е тоа. Затоа што ко метал бенд многу има други добри метал бендови наши, меѓутоа Верка се најуникатни. Знаеш, другиве можеш да најдеш таков странски бенд што ќе ти звучи као некој друг македонски метал бенд. Не сите, ама еве да речеме повеќето се такви. Затоа Верка, особено моторни песни, многу ми се двои. После ми е на 6-то место Pluto's Doubt Sisyph. Така еден од поновиве албуми е тој. Бендот е млад. Кај мене 13-то, ама дефинитивно се согласувам. И тоа не знам дали видео излезе на CD. Значи тоа е последното CD што го купив на ова е добро у МКЦ и тука. Дај покажи го. Се отвара нешто, има буклет? Има буклет, да, еве го. Со посебни. Многу добро. Пиво ми, јас што не отидов на тоа. Тоа е последниот настан у Скопје за долго време. Да, ја така мислам. Знаеш сега баш тоа го размислував, викам го немам на CD и албумов, а претходно не ни можеше да го купиш и онака. Да, само што излезе. Ама не, ни на Bandcamp они го имаат стано без пари, знаеш, јас викам че како да го поддржиме бендов. И таманко се пружи прилика и те гледаш. Не отидов на тоа и многу ми е криво. Супер албум е. Иначе, јас го избегав баш просто веќе почнем ова паника околу короната, јас сум некако баш као малце подалеку од тоа. Така. Пето место ми е Faultin, оваа трансплантирана машина, што actually се мислев кој албум од Faultin да го ставам, ама овој ми е некако најдраг, најубави спомен имам со овој албум, иако многу касно ги имам откриено Faultin во живот. Како беше, се сеќаш, славевме Нова година таму? Да. Која година беше тоа, само? 2013-та, 14-та? 13-та, 14-та, да. Па јас тоа лето ги сконтав Faultin. И онака, на Оревче, некој лето, не знам, 2014-та према 2015-та, мислам дека е таа година. И онака кој претходно ги имав гледано, претходно ги имав слушано, ама никад не си кликнав. И тоа лето на Оревче онака за една вечер најголем фан на Faultin станав, човечи. Она пошо од песните што тоаш ги свира, онака и мене некој прв пат ги слушав, баш беа од овој албум и онака бев као вау, се преслушав што можев да најдам и ама ова ми е онака најдраго. И сега одам со место 1 до 4, кој ќе ствари цела дискографија на Архангел. Јас заради тоа ставив лимито некако до 2 албума, некако... Јас не можам. Да, многу е, знаеш, онака е као првиот 4 места Архангел да ги дели. Ама не можам, она бендон ми е... Ќе ги дели или ќе ги рангираш? Не ги дели, не. Види, глеј, знаеш како ми се рангирани? На 4-то место и лошо сум ги... Океј, вака, да. 4-то место ми е Небесна машина, што мислам дека као што тоа е баш ми беше малце тешко да одлучам како да ги рангирам. Небесна машина памтам која излезе Увесник. Да, увесник, да купувам до трафика да не случајно снемаме, разбираш, онака се пошто го рекламира, бла бла бла, и леле Архангел. Имаше сам да си го изсечеш. И дека снема, мислам и дека снема, дека се распродава 10.000 копии од таа. Весникот вака дека летна стар. Да, значи добро сум постапил. И пошто после нели излезе у истиот весник, она лајвот од Саем. Да. 98. Да, точно. Имаше ни треклив, да, имав тоа негде на CD, го имам изгубено. И тоа беше сега така за црна подлога беше. Да, ко оригинал PlayStation диско. Стварно се мислев за дали да го ставам на 4-то место првиот албум на Архангел,
што онака е можда малце непопуларно мислење, или овој, некако без врска ги размести, тоест трето и четврто, извинете. Така да еве, ајде, ќе нека остане кој што е тука запиша Небесна машина. Сега ще кажем како да одлучиш која е ваква од нив е подобар. Слушај ги двете верзии од Брчки, мислам дека беше, кога ги имаше два пати. Да, та има. Така да кој пушти се допаѓа тој албум. Да, ама знаеш, има некои ствари као Рубин Кармин, Вина Невина, Шалот Жал, што онака многу ми се боли од некои ствари што ги имаат на првиот албум. Знаеш, онака некако е не знам дали текстовите ми се боли. Знаеш, музиката малце двои од првите три. Малце експериментираат, али пак не знам, некако е као што поише ги слушам, некако така ми се двои. Да не го тупам. Мислам дека беше многу подобар албумот ако ги немаше овие интроата толги. Да. Тие ги мотам секад, да. Епа сите ги мотаат, уствари. Да. Епа има две такви, нели, Небо и земја и една од песниве почиња. Почињат и Рубин Кармин почнува и Рубин Кармин почнуваат. Да. Скоро сите почнуваат, уствари, со долги интро, тие се од филмот, ако не се лажам, од Збогом на 20 век. Да. Да. Не знам, јас кога пошто MP3 си имам изрипувано од албумиве, тие обично ги тргам онака од плейлиста или вајде сите тоа го прават. Значи на трето место ми е првиот од Архангел. Архангел. Да, и второ место ми е Архангел 2. И прво место ми е Хардкор. Значи, тој албум памтам на CD онака го имам начекано кај татко ми на работа на времето. Кој шо е ова, како е? Пошто имаш многу дискови, чуваше овакво. И си бирав, не знам, Нирвана, In Utero, Metallica, Black Album, не Black Album, овој, како се каже, Injustice for All, и гледам ова, Архангел, what the fuck, комотот со пилата. И као знаев за бендот, знаев од Убер Македониш, и иако оваква детенце, знаеш, сум бил тоаш пак. И не знам, и некако, тоа ми е од Hardcore ми е еден од првите албуми на CD, онака што сум ги пуштал сам да си ги слушам. Некако ми е, така ме врзуваат многу ствари со тој албум и пашка не знам, после цело крајно, основно, средно и така натаму Hardcore беше онака. Тоа ми е мене најдобриот македонски албум, дечки. Као тука завршува. Може се. Значи, ја прво морам да ви кажам за алгоритмот што го направив. Значи, кога нешто ми е волку важно као топ листа на најдобри македонски албуми, или ќе ја спремам 3 месеци и нема да ми биде готова, или решив денес да си дадам 1 саат, од 10 до 11. Сега, пред да... Баш сега, пред да се дадам. Океј, сум. Отидов, ама за среќа се ми е каталогизирано, значи јас имам каталог и направив само список на сите македонски албуми кои што ги имам у каталог, значи LP-а или CD-а. Што значи дека некои албуми што не ми се купени како CD или LP, за жал ќе бидат пропуштени, а не значи дека не се добри. Okay. Не знам, тука на Нулта Позитив, на Студени нозе, на Кирил, тие ги немам на CD едноставно. Тие кој знае. Ама одам со, што знам, некој избор што е повеќе личен, емотивен избор отколку нешто што можеби е важно за македонска рок или поп историја. Така што на број 10 е албум што за мене значи многу, а не знам ни колку луѓе го слушнале, а тоа е Ноќ во Стерна на Банкрот Блуз Бенд. Значи тоа е касета, објавена негде 90-ти, купена на бутка на оние што беа на време новогодишни базари. А тоа е затоа што кога бев таа возраст негде 91-92, слушав цело време дека Гиш прави неверојатни свирки во Стерна. И еднашка со другарите решивме да излеземе и да останеме до касно, да чекаме да почне да свири Гиш. И тоа беше Стерна у Мавровка. Доаѓаме ние таму негде 10 саат, викаме добро, ќе биде 11, ништо, 12, уште не почнува. И ја толку имав излаз и отидовме дома и не го слушнав Гиш. И кога излезе оваа касета, бев толку среќен, а и човекот е стварно добар вокал,
тоа е исклучиво преработки на странски домашни стандарди. Меѓутоа, мене таа касета ми е веројатно најслушаната касета во живот, така да тоа е Ноги во Стерна е место број 10. Интересно. 9 е за Бернајс пропаганда. И тука многу се мислев, затоа што многу ценам тоа што го правеа со првите два албуми, ама мене конечно ми легна кога станаа малку повеќе поп. Така да мислам дека Политика е албумот што го издвојувам од нивна дискографија, иако и овој новиот ми е стварно многу добар. Втора младост, Трета светска војна, али мислам дека со Политика го добија звукот што ми се свиѓа и мислам дека добро остаре тој албум. Ке ти се надоврзам ако дозволиш. Јас ако идеме од 10 до 20 листата, Политика го ставам од Бернајс пропаганда и единствен, пошто ја претходно онака не можев да ги сконтам Бернајс пропаганда и со Политика баш го промовираа на некој Див фестивал 2016. И тоа што онака ги чув живо песните беше преако. Тоа супер избор. На 8 ми се Љубојна. И тоа Љубојна со првиот албум, Песна за мојата песна, која зема текстови од Петре Андреевски и направија музичка подлога за нив. Мислам дека од тогаш многу избегаа од тој звук и имаат уште неколку добри албуми што ги слушам. Меѓутоа, тука мислам дека беа најавангардни и секогаш кога ќе отсвират нешто од тој албум на концерт, јас сум пресреќен, иако во последно време не ги свират многу. Седмица ми се String Forces. И пак уште една група што ги купувам долго време, мислам дека ги имам сите албуми, ама тој што најмногу ми одскокнува е вториот, Изохронија, меѓу другото затоа што излезе во еден бурен период за Македонија, затоа што извадија неколку многу добри спотови, затоа што таму е Каде бегаш, што мислам дека е едно од најубавите македонски песни, и има една многу блесава свирка што се случи на Кеј, не знам каков фестивал беше. No Borders. Така, No Borders беше тоа. Ја бев на тој многу врнеше, наредниот ден беше 1 септември, ја прва средно тргнав во школа. Да бевме. Да. И не знам, останато ми е као едно од тие, као концертни искуства. Јако, да. Ови ми е на 11-то место само. Да, да. Дали ти е најдобар од String Forces или имаш и некој друг? Тој ми е најдобар. Значи, јас првите два ми се допаѓаат, Изохронија ми е и првиот беше супер. Али Изохронија е некако совршен поп албум. Значи, јас знаете дека поише одам на поп звук и мислам дека тука Ептен го погодија. Ми јаката тоа дека има цела генерација на девојчиња, некако се таа веројатно ти средношколки тој период, дали прва година, можеби 8 дали не останаа, ама сите обожаваат Суп. Да. Беше најонака. Концертот. Да, па тоа, да. Тоа да шопее на овак. Шеска ми е Анастасија. И пак и тука се мислев. Значи, јас сум, комплетист, сакам да ги имам сите албуми. И овој муабет го правевме и на Facebook, кога го договаравме со Станоков. Мислам дека идам со Ноктурно. Затоа што, стварно, извадија звук што не го очекувавме. Мислевме дека после пред дождот ќе одат многу повеќе со тој падот на Византија. Некако нареках вавилонски звук, ама не, они извадија нешто сосема различно. И продукциски мислам дека е совршен. Значи и денес кога го слушам, стварно звучи модерно. Тоа е веројатно единствениот пат кога сум се почувствувал дека македонска музика може да звучи многу автентично, а во исто време да звучи сосема современо и во текст со светските трендови. За жал тука негде и е крајот на Анастасија и едно што ми е жал што никогаш не успеав на концерт да ги видам. Да. Некој ги има фатена? Мене прв голем концерт во живот ми е Ватко Стефановски Анастасија 2000 година на Сајмиште. Јако. Чеки 2000-та, Ноктурно не, 99. Уствари, окей, има теран уше. Окей, имав некој впечаток дека си имат распаднато многу брзо после тој албум. Па теран, мислам, уште година, две тера, и устари ќе се распадна, тука да стане престана да работат. Да. Кул. Па, тука ми е број 5, значи мене број 5 ми е Мизар и пак од сите, ако треба да бидам искрен со себе, Мизар двојката.
Да? И пак тука мислам дека една песна е причината, мене Sweet Dreams ми е начинот на кој што го открив Мизар. И знам дека е преработка и знам дека нели е веројатно најпоп песната што ја имаат направена. Не, имаат и повеќе. Не е поп, значи и тешка е која сме тоа за случај. Меѓутоа пак таа комбинација, нели да видиш песна од Eurythmics направена во нешто што звучи чудно македонски, е стварно одличен експеримент. Четврка ми е Фолтен, значи и мене ми е Фолтен, и пак ја имам цела дискографија, многу ги сакам баш затоа што еволуира од еден звук, од група која што не пее на македонски и користи чудни инструменти до една стварно баш во најубав можен смисол на зборот поп група. Ама мене албумот што ме навлече беше Архимед. Значи, мислам дека тука пак она експерименталното да Тремер се спојува со некој поп сензибилитет и драго ми е што стално свират една од песните, сега не знам ни како се вика таа, пипала пата. Да, ја свирам. И мислам дека им е можда најдобрата песна што има. Како се вика? Архимед и Топка. Така. Дали увек биле такви и на тие концерти Фолтин, кои што се, не знам, задниве 5-6 години? Јас мислам дека беа многу подобри на почетокот, затоа што на почетокот беа сите во иста униформа, некоја многу слична униформа носеа. Такви со хајинчина, не знам како се вика, тие некои носи, квази носи. Јако. И него така, не знам како да објаснам, но тема завршива. Значи Бранко Николов никогаш не комуницираше со публика. Он ќе се појавеше, имаше шеширче на себе. Беше баш онака мртов ладен, значи не знам. Не знаеш кој е човеков, многу беше мистериозен. Интересно, да. Имаше кој излезе Лолита Ту, јас прв пат го видов да комуницира со нас, што направи, излезе тој албумот, беше некаде го покаца, мислам, концертот, и почна да ги фрла албумите као Happy New Year, Happy New Year. Мислам, беше, јас долго време не знаев дали тој човек збори македонски воопшто. Јако. Тројка ми се Лебисол. За тоа што мислам дека изборот на Лебисол малце ќе ве шокира, ама пак идам по емоции. Значи за мене као какао. Не шокира уопшто, знаеш. Не знам, пак затоа што мислам се сакам од нив нормално. Меѓутоа тоа е албумот што најмногу го имам слушано и уствари лажам. Прво ја купив таа антологија, компилацијата на 2 касети што излезе на времето и се заглавив на песните од Као Какао. И после тоа морав да го најдам цел Као Какао, да го научам на памет. И уште си го слушам, и со децата си го пеам, и знам дека тука некој вика дека тука се продале Лебисол, меѓутоа за мене тоа е начинот да влезеш во нешто што е по не знам, по запаметливо. Скопје беше на тој албум, така на Као Какао, Скопје. Скопје на Као Какао, Фан Фатал е на Као Какао. Има хубави на тој албум? Као Какао. Да. 87-ма. 7-ма, да, 87-ма. Мене ми е иначе на 14-то место Као Какао, така да не го си осакам веги, така да. Двојка ми е Архангел, и тоа Архангел двојка. Так. И мислам дека тоа е пак, затоа што тоа е баш моја генерација средна. Значи, нели, сите збореа за Архангел, ја нешто као не, јас фан, меѓутоа у еден момент сваќаш дека пропушташ нешто битно. И тука беа тие моменти кога Вртев имаше концерти у капана на дожд. Пак мистериозен човек, не го знаеш, не комуницира со публика. Најбољи стейдж презенс мене ми има Вртев, онака од сите македонски артисти што сум можел да ги гледам живо. И тоа супер што си имал прилика така да го искусиш баш тоа. Тие рани концерти на Архангел или таму негде 90-ти. И прво место, реков ќе се врати, за мене е Сав Сафизам. Сав Сафизам прво место? И јако! Мислам, што знам, нема албум што повеќе сум го слушал и нема албум што повеќе сум учел да го рапувам. Така да, омотот со текстовите, значи јас толку сакам кој па текстови у CD-то. Беше профи направено, значи стварно прв пат се осетив као ова CD вреди. Да. Па и прв рап винил на Балкан е тоа, уствари, Сафизам. И мислам, битен албум е, као добар дел од сценава рап денес што имаме се заснова на тие некои ствари. Ивица?
Вака, значи, прво, генерално преска што кажа Боен заверка дека му се бенд што звучи како од Македонија, дека не е од други, дека не може на друго место да биде така. Мене устари некоја така ми е генерално цела листа, значи и топ 20 и овие што се понатаму и песните. Сега, за топ 10, Мизар ми е Кобно Бавина ми е 10-то место. Да. Исто како кај тебе, устари. Да, и кај мене дес да го гледам тука на листа. И уствари кога се пишувавме на Facebook, тогаш нели кажав зошто ми е најслабо ствари од не ми е најслабо од албумите на Мизар, ама ми е послабо од Кецот, од првиот Мизар албум. Тоа е затоа што има доста песни што се повторуваат, уствари и 1762 и вакво Градот е нем има како ремейци своји се ги прават. Ги гледав Мизар на Alarm 2010 на Alarm Revival што беше. И као ја свира, почна да свират нешто со хор беа, со одној хармонисни валја, и она настапуваат после сладкаристика, ме разбираш, и доаѓаат Мизар тука да паднеме си ту, не сме си, и као се вика, иде една песна, иде друга песна, публикава реагира на почесна стрелба, не реагира на следната песна, нешто кога се курчате, пак ќе ви ја свириме сега почесна стрелба, и нешто имаш некој дрско понашање на сцена, ја отсвира уште еднаш почесна стрелба, публикава беше као, зашо вака, и као си отидоа. Значи не знам дали сте слушнале зоја, вака, гледаме, седиме, what the fuck. Да, окей. Девето место ми е Бастион. Немам тука никаква приказна околу ова, само тоа дека многу ми се допаѓало. Супер, да. Македонскиот, српскиот или се едно? Јас сам на српскиот ги слушано ствари. Има и македонска верзија. Да, знам дека има, ама јас се ги знам само као Деца Сунца, да, и така, мислам само српски ги знам. Знам да. И кавер верзијата ги знам, значи овие што беа оној албум што иде за излезе. Што беше, да. Од Трачери ми е Плати тркала ми е на 8 место. Тоа е првиот? Првиот, да. Тој излезе у Маргина. Маргина 50, мислам, да. Так. Ова е вака сите песни до почеток до крај нека се втикнат. Не знам како да кажам и има енергија некоја што таква као мислам панк енергија и во однос на сленг на она чисто комановски муабети. Многу уникатно колку се што доаѓа после тоа. По секој нареден послото некако се разводнува тоа. Ама пошто кажа Преска, значи во однос на песни ќе ме најдеш, мислам најдобра генерална на Трачери. Да. Од овој албум, нека не знам, Пица, овој Страми е многу ми се допаѓа. Да. Има многу одлепени ствари на тој албум. Мислам, која сакаш мрзо старци скоп. Да, тоа. Ептен, да, супер албум. Која сме кај Ептен, на 7 место ми се Мозаик. Има Ептен песна код Пекиња. Да. Да, Прашалников, нели правиме муавет малце на Facebook. За мене лично овој албум е подобар од самака мене, како ми звучи и од сафизам и од чисто кулинарниот аспект. Мислам, сите излега 2000-2001 година. Да, тој период. Значи, CD-ата са 2000-2001 на сите албуми. Ама овој во однос на како да кажем, ако сафизам е по, да кажем, баш баш скопски уличен и така натака, не скопска ситуација, баш политички албум, овој е повеќе, да кажем, како културен албум. Значи, мислам дека баш, значи, ако е песна за зборот, влегува баш нека за македонскиот јазик и за се нешто. Да. Ако е апатија, не збори баш за политичката ситуација како таква, туку на нека помалку длабоко ниво, нека. Но сите од рака се малку по, да кажем, начитани, што знам, не знам како да објаснам. У први 20 сега, како да е, супер албум. После иде Леби Сол, Кецат на 6-то место. Исто како и Никола, ко ги заслуша Леби Сол од антологијата, уствари, од дуплата CD.
И уствари од таму баш ми се издвои онака почетокот, првите песни и после делот за Као Какао. Така да ти уствари ми се останати како два албума, но мислам дека и ручни рад, кога се мислев дали да го ставам во топ 20. Имам, не знам, лепсо има беаги музика. Мислам дека како историска вредност, веројатно ручни рад е најважниот албум што го направиле. Да. Така што пак тоа е некоја златна средина у нивната кариера. Кој е третиот уствари ручни рад? Да, Леби Сол 1, па 2 и ручни рад. Да, и онда е ручни рад. Ме сите тие три, двојката исто одличен, така да. Пето место ми се Архимед Фолтин. Ќе кажам веќе зашто. Да. Како да кажам, значи, како Архимед со Фолтин ги открив со Архимед, исто како што имаш откриено со машината, како да се викаше албум. Така. И уствари за повеќето албум мислам дека е генерацијски и оне кога се откриени. Мислам како што кажате за Кобна убавина, кај мене не за во голема мера така за Архимед, во голема мера исто така за Изохронија, за String Process. Не знам како да кажам. Споредам со кога споредов ја пратив листава на некога, исто така беше прва реакција дека се гледа овие албумите што се главните, ми се од 90-ти години, нека во 90-ти години се збиени, не знам, 10-15 од албумите во топ 20, другото е нешто 80-ти години, нешто 2000-ти години и завршува најнов албум ми беше овој Верка 2010 година и после морав некако со сила да ги ставам овој Рип и беше Телемама и Пиколомини не е со сила. Овој го има слушано? Го слушав од пред некој ден кој ми го кажа, значи само на Аника спотот го знаев и толку ништо друго од албумот. Го извртев него, стварно е многу добар албум, пичку матер, онака уша ми е као тазе ми е слушан за да можам да зборам за албум. Дали ве потсеќа една од песните многу на Ристо Вртев? Да, Слободна сина. Да. Тоа е дефинитивно као Архангел во 20 Збориме за текстот, така? За текстот правиме говори. И општо музиката, да. Приметив дека Да. Има некои такви моменти. И онака, знаеш, баш пробав да го пратам на некои други луѓе албум, кој е, ова е нешто сега ваму, но некако не ми дадува фидбек, баш кој што очекував и сега викам, вау. Али стварно е супер албумот и планирам онака да го извртам, уште сум у фаза дека што сум зачуден колку е у топ 10 Ивица? Не, овој ми е во топ 15, ама мислам дека за година 2-3 ќе ми влезе во топ 10. Да. Послушам стално. Ја многу се мислев за Пиколомини, многу сакав да го ставам у листа, ама не знаев што да издвојам. И не знам, значи ја го памтам, го најдов едно Disguises, тоа што му беше EP-то, тоа беше објавено за Record Records. На времето имаше Ке рекордова да има и Денис. Како? Правиме за рекорд зона на Ке рекорд. На Ке Денис продавничето. Сигурно што го отвори позади рекорд. Да. Али да, веројатно овој со Телемама е ислушливиот што го имам од Пиколомини. И Јорган Планина ми е исто ептен. Да, сега кога пуштам се смеам со неа, некако секогаш, никогаш не фейла да ме расположи. Од четврто до прво место веќе ги зборевме албумите, душа овој трето место не го зборевме. Значи четврто место ми е Настасија Ноктурнал, 99-та. Исто сега денувиве баш за да се потсетам што е како ги преслушував стварива. Нешто што не спомнавме преска, дека мислам дека 97 или 98 година Готра ги има откриен на Орбитал и заради тоа албумот звучи така како што звучи. Да бидам искрен, дека. Трето место ми е Мизар Кецат. И не знам, за разлика од Кобна убавини, за разлика особено од Свят Дримс, овој звучи како едно цело парче. Значи овој бил во тоа во моментот, внесени комплетно таа енергија имала, кога се собрале баш на класичниот први албум, 30 години или 25 години што го правиш, од кога си роден, и целата енергија собрана во едно, исфрлена и звучи баш исто така како нешто што можело да биде баш тука, баш тогаш од 87 година, дека не би можело да биде друг бенд да звучи баш така. Свят Дримс кога се појавува,
пробуваат да внесуваат повеќе инструменти, значи гајди и така натака. По-експериментален е тој албум, ама дел од експериментите се успеваат. 1962 звучи фантастично, значи како отвара тој албум ненормално. И второ место ми е Hardcore, прво место ми е Архангел 2. Да, супер. Да. Ми се свија како Архангел ни се. Вау, само ја не го ставив Архангел. Да, ја викам чекај малку. Албума на Архангел на први две места. Да. А другите три албуми на Архангел можеш комотно да извадиш било кој 10 песни и ти ги лупнеш топ 20 песни. Да, апсолутно, да, точно. Така за мене например Сениште и Нова вера, нова Библија ми се од Архангел издвоени кај најболи. Сениште Unplugged верзија. Сениште Unplugged верзија. Unplugged или таа што му е на пијано? Па таа што му е на пијано, ама ја мислам дека е направена на Unplugged концерт на Архангел. Така, пошто ја знам значи, дека таа ја има на документ што е компилацијата, ама е дел од Unplugged концерт на Архангел. Тоа. Вртев освои како топ 5 од нашите топ 6 и 7 од нашите топ 12. Да. Дефинитивно е шампионот на листата. Да. А што сакав, как имате нешто од 10 до 20 овие раперскиве ствари како Легија, како Па го тргнав право да ти кажам. Значи имав РНС, цветот на светот. Пак затоа што е сосема неочекувано, плюс децава многу ми го сакаат, значи цело време. Тоа е детски албум. Мислам сега, вау. Детски албум. Ја многу сакам, сигурно ќе ми биде у тие другите 10. Синтеза на ум и меч. Не знам дали сте слушали, од Тони Асан. Не. Пошто, знаеш, иако се добри Легија као бенд и као освен, мислам, знаеш, тој албум на Тони Асан е целата продукција со такви некои јапонски моменти имаш, знаеш, таков ориентални инструменталите, темата е таква самурајска и све, знаеш. Клиповите му се у тој дух, он е во таа фаза. Да. Па тоа ти викам, многу се двои од све друго у Легијата што е тој период, затоа што има некаква тема што не е истата. Са ги поштуем, Легијата е тен, ама проблемот е што има некои ствари она песни, оваа песна звучи исто како оваа песна, па што тематски е слична и такви работи. Добре, ја мислам дека Тони Асан има слушано доста Ерзија, така беше? Дека тој фураше многу баш такви звуци генерално. Да, окей. Исто и овие што се стриповите на Тони Асан, дека се доста со како квази манга. Да. Да, значи ме праша за у моите топ 20 така има, значи има албуми што не ги спомнавме. Не знам, Стефановски Тадич Крушево. Добро. Мислам дека како звук е извонреден, значи стварно уживам кога ќе го ставам на слушалки. Имам некој поп работи, го имам Тоше Проески, ако ме погледнеш во очи, имам Калиопи, не ми го зема и времето. Тоа е некој златно време на македонски поп. Во град ќе ги чуеш, на радио ќе ги чуеш, значи стварно слушав на македонска музика. Тој албум е со обоиме со тие песни, така? Не, извини, не е обоиме. Обоиме е третиот. Окей. Немам поима на спот со Игор Џамбазов што е направен во сингл тейк. Кога полицијата направи некој фајронт нели во еден да се затвараат кафичите. Окей. Калиопи го направи тој албум. Многу малце електронска музика изданија или јас не знам, или нема толку многу што се има еден куп, да, BMG 100% имаат нешто што е на капла, ама као некој такво, како да кажам, големо култно електронско издание, не знам дали имаме. Знаеш, имаме рап, имаме све. Кое би било тоа, онака тоа? Сигурно има, ама не можам да се сетам кое е тоа. Мене ми е Маја Маус. Да? Да. Многу е добро. Интересен избор. Има семпл од Одисеја 2001.
Интересно. Кул. Гледаш, не би ми текнало. Од Kindle прави, како кажа, Primitive Science, тоа електронско издание. Да, дефинитивно. Да, уствари, најверојатно. Не, ама оно кое би било такво некое, знаеш, кој е сафизам на електронската музика? Тоа ме Мислам дека тоа е компилација Македонија, например, да, Македонија беше. Така. И на Robotech албумите. Значи не знам. Абе и она не е лошо, Борг нели имаше да. Киборг, него баш онако Борг кој иницијали напишал, имав едно Влад Чекаевски. Да. Што знам, само во принцип да околу PMG работеве дека електронска музика кај нас никогаш не била вистински мејнстрим, онака да влезе па луѓе да. Да, па тоа баш немаме некој такво мејнстрим. Мене многу ми се свиѓа и на Галатеја албумот, Метропол. Го немам чуено. Имам рендом ствари, слушната на цел албум го немам. Да, супер е. Нешто да не пропуштивме, дечки. Па ќе оставиме за друг пат. Ќе оставиме за друг пат, да, тоа е тоа. Супер беше ова, стварно. Ептен се забављав јас. Одлично. Да кажам. Ќе направиме пак ова вест. Фала на друштво. Фала ви. 12 после полноќ. Да, таман, едно пивце. Таман, толку. Јас сум празен веќе. Океј, ја почнав чајот да си го пијам. Што си го направив пред. Ајде, поздрав се, добро, чао.